Граѓаните кои поради ограничените приходи водат сметка за секој денар се поуспешно се снаоѓаат во специфичните пазарно-ценовни вртолози при купувањето основни намирници. Лебот, кој е значајна ставка во трошоците за исхрана, игра се поголема улога во семејниот буџет, па се повеќе семејства водат сметка од каде, каков и по која цена ќе го купуваат. Тоа всушност им го возможува трговската мрежа со максимално изострена конкурентност, во која векна леб потежина од околу 500 грама од брашно тип 500 се продава од 15 до 25 денари. Значи во еден маркет со 50 денари може да се купат 2 леба, а во друг 3 со кусур од 5 денари. Разликата е голема и затоа се поголем број граѓани брзаат наутро да се снабдат со поевтин леб, бидејќи брзо го снемува. На што се должат големите ценовни разлики на лебот, засега никој не дава конкретен одговор. Некои сметаат дека во прашање се маркетинг и пазарни трикови, за да се приближат што повеќе муштерии кои покрај лебот ќе купат и нешто друго. Други претпоставуваат дека во прашање е технологијата на производството и цените на влезните трошоци. Но што и да е разликата од 10 денари за векна е преголема да го оправда сето тоа. Од тука многумина се на мислење дека пекарите профитираат на грбот на граѓаните, особено ако се имаат во предвид ефтиното увозно брашно, субвенциите при производството на домашната пченица и други мерки кои одат на линија на поевтинување на производната цена, кои за жал, како некаков бенефит, не доаѓаат до крајниот потрошувач. Затоа не случајно што се поголем број граѓани наместо таза леб купуваат бајат, односно вчерашен, кој има цена од 10 до 12 денари за векна.